Имаме една многу лоша хидролошка состојба. Значи, сите акумулации, подолго време тоа го збориме во овие наши едукативни емисии, сите акумулации се празни буквално, по тој технички минимум. Еве овие врнежи што беа пред неколку дена, ту 15 литри, 20 литри, ние како да не чувствуваме дека заврна дожд, баре така збораат земјоделците. Значи, се чувствува таа жет на земјата за енергичен старт, потполнување на полскиот воден капацитет со онаа неминовна влага, која е основ за обстојба во аграрот, која е основ за добивање на принос во аграрот. И морам пак да го напомнам, тоа и минатата недела го реков, мислев дека ќе имаме повеќе врнежи од дожд, за оние, бидејќи имавме пролонгирана есенска сеидба, имавме жита кој покасно никнаа поради температурите, поради други околности, мислев дека ќе има одредено оптимистичко видување кон тоа, дека влагата сепак ќе помогне. Но, дефинитивно, житата оваа година ќе бидат во најлоша состојба од кога знам, бидејќи тие излегува по 20-30 сантима и имаат веќе изфрлено клас. Од тој клас не може да се очекува принос, бидејќи влагата како недостаток е голем. И од друга страна, сите оние усилби на производителите, прехранување кои вршеа и кои уништуваа плевелната флора и сето тоа е само трошек, натрупан трошок на житото кое со приносот ќе биде под секоја норма. И со еден збор во тој наш аграр, ние секогаш збориме дека времето е значаен фактор за обстојбата во аграр. Тоа веќе се експонира, посебно со оние видни овие глобални климатски промени. Спомнавте за понатамошната состојба. Мора да кажам дека тој преод од април кон мај месец, каде што температурните амплитуди се видливи, еве како што рековте, ние за ден-два ќе имаме плюс 30, каде што после тоа пак имаме бран, каде што ќе дојде температурата од 8 до 10. Во овој аспект, таквите температурни амплитуди најавуваат не само нестабилна хидролошка состојба, туку тој почеток на градобитност, што секоја година ја следи Република Македонија.